Зајкова мнозинството вчера по втор пат во една година го одбива вашиот предлог лицата осудени за семејно насилство да се следат со електронски нараквици. Ќе ве цитирам, мнозинството го одби предлогот без збор, без аргумент, без срам. Може ли на почеток едно кратко објаснување што предвидуваат овие законски измени, што е тоа толку страшно што власта одбива да го прави? Па добро, овие законски измени предвидуваат да покрај она времена мерка или привремена мерка која што се изрекува за забрана за приближување на сторителот до жртвата, која што гледаме дека често пати се прекршува, беше прекршена и во случајот со Росица, да има и електронски уред или GPS, тоа е алка што изгледа како саатот малтана, која што ќе алармира на жртвата кога сторителот се наоѓа во нејзина непосредна близина, со цел жртвата да може навремено да се заштити себе си, да пријави до органите дека е следена, бидејќи ние имавме голем број случаи во конкретниот случај со серијското убиство, каде што жртвата пријавувала следење. Значи, овие GPS уреди може да алармираат и жртвата на времено да се заштити. Знаете, јас во многу интервјуа напоменувам дека има држави во Австрија, ќе земам, каде што вие имате и кодови кои што жртвата може да ги каже за да се препозна насилство. Например, ако влезе во аптека и каже маска 19, аптекарот, односно фармацевтот, треба да веднаш ја изолира жртвата, да повика полиција, да повика органи, затоа што знае дека е предмет на насилство или има знаци кои што се покажуваат ако ги склопите прстите, значи дека му кажувате дека сте жртва на насилство или злоупотреба, или во диско ако на келнерот му кажете одреден код, не знам точно како беше името во Австрија, но ако го кажете тоа име, тој знае дека човекот до вас ве вознамирува или сте жртва на сексуално вознамирување и веднаш реагира. И сега ние имаме толку напредни системи каде што луѓето се разбираат со кодови, а ние сакаме да имплементираме електронска нараквица, односно GPS уред кој што малтене се користи за системот за пробација. Ние имавме изјави од директорот на управата за санкции кој што вели дека алките стојат во депо и не се толку користат, а затворите се полни. Истите тие алки, доколку се ставени или соодветен софтвер, јас не сум инженер, може да бидат користени и за следење на сторителите на насилство. Како што кажавте на вчерашната седница, немавме можност да го слушнеме ставот на владачкото мнозинство, но денеска пратеничката група на ВМРО-ДПМН не одржа пресконференција на која што веројатно и за прв пат можевме да ги слушнеме нивните аргументи. Тие велат дека мешате два различни правни системи што доведува до сериозни проблеми во примината и дека не се точни вашите информации, дека оваа мерка нема да има финансиски импликации, бидејќи се бара набавка на опрема, техничка инфраструктура, центри за следење, обука на кадри и континуирано одржување. Добро, мене ми е драго што после една цела година се одважија барем нешто да кажат и тоа нешто што го кажуваат да не е воопшто издржано. Прво и основно беше соопштена лага од страна на пратеничката група на ВМРО дека не сме присуствувале некој си координативно тело, а за тоа координативно тело видов на социјалните медиуми, а не можам да учествувам на нешто каде што не сум поканета и не знам ниту датум, ниту време на одржување. Кога бев поканета на конференцијата организирана од страна на Министерството за внатрешни работи, не само што земав учество, туку и земав активно учество, односно го кажав воедно и овој предлог, бидејќи таму еден од заклучоците беше дека треба да се менува законот за заштита и спречување на семејно насилство. Друго, јас не имашам никакви системи, јас кажав дека е применлив законот, затоа што истиот закон е поднесен на федерално ниво во Република Босна и Херцеговина и веќе се имплементира, но ајде нека не биде Босна, ајде да земаме примери од европските држави, нели се стремиме да бидеме земја членка на Европската унија, нека видат како голем дел од европските држави го решиле ова прашање и нека го адаптираат моделот соодветно на овој модел. Ние една година, освен молк, не добивме никаков аргумент зошто законот се одбива, ниту пак добивме некаков предлог како да го напредиме системот на превенција и заштита, а секој ден читаме различни наслови на нови жртви на насилство, дури последните жртви отидат до таму што штетите се ненадомесливи. Ние изгубивме човечки животи, што мислам дека е поразително за едно општество или за една помала држава да си го дозволи сето тоа.
Драго ми е што се одважиле нешто да кажат и јас пак ќе кажам средства ако се сака прво не треба, опрема веќе напоменав дека постои, дека тие алки постојат во депоата и може да ги стават во целосна функција за имплементација на оваа мерка, за обука на кадар и слично од конференциите нивни видовме дека и досегашните протоколи кои што се предвидени за обука на кадар и постапување на кадрите во случај на пријавено насилство не се завршуваат работата. Сега, ако може да се најдат средства за еден куп разни популистички мерки за да се добијат избори, мислам дека да се најде средства за имплементација на еден механизам што ќе значи превенција, не може да ни биде изговор. Тоа, ако ги тргнеме финансиите на страна, аргументите дека вакви талки се неприменливи кога поранешни партнери имаат заеднички деца, контактот е неизбежен или дека на ваков начин се нарушува и приватноста на самата жртва, најавте дека не се откажуваат од ова законско решение, дали можеби ќе го поднесете повторно, дали можеби ќе направите некакви измени за да не му давате вакви изговори на владачкото мнозинство? Јас прво морам да ги разобличам и овие лаги, бидејќи како што кажав, ова е механизам кој што се употребува заедно со привремената мерка, таму јасно стои во текстот на законот, покрај привремената мерка забрана за приближување, дека се ставува и електронска нараквица. Значи, ако насилникот има привремена мерка забрана за приближување, за какви збориме? Заеднички контакти и врски семејства. Значи, дека судот изрекол привремена мерка и дека тој е опасен за жртвата и дека не сме да се приближува. Електронската нараквица е дополнителен уред кој што алармира дека тој повторно се приближува. Не се откажувам од ова, јас кажав дека може да им го доставам ако сакаат и они да го предложат, но ако не го предложат, ние веќе предложиме, ако е проблем тоа усогласување, не гледам како не е проблем, ние имавме закон за влада кој што и после 2 години со него се усогласуваат други закони, и еве и кривичниот законник им го поднесеме усогласен, па да видам што ќе биде тогаш изговорот. Веројатно тогаш ќе биде изговор на мањето средства да ги обучат кадрите како да постапуваат со електронските нараквици. Мислам, каква заштита на приватност, па тие електронски нараквици не се тие се ставени за кога изречена мерка куќен притворов, дека го имаме ние забрана за приближување како времена мерка, какви збориме ние нарушени права. Зекога споминавте вие примери од европски држави, успеав јас да најдам информации дека држави како Шпанија, Франција, Португалија, Велика Британија, дел од државите во САД и Австралија, веќе со години ги следат насилниците со вакви алки како мерка да се заштитат жртвите. Можете ли вакви позитивни примери да употребите за да ги разобедите на некој начин вашите колеги противници? Па цело време ги кажам позитивните примери. Босна спомнав како држава од регионот која што успела да најде механизами да го имплементира. Нормално дека не може вие да присликате еднакво нешто од некој систем, но еве нека ги користат овие европски примери, ги посочивте и вие земите. Денеска е лесно со вештачка интелигенција, нека им даде одговор како да најдат имплементација. Јас дури спомнав и пример како Австрија, каде што луѓето со кодови веќе се разбираат, а не со GPS уреди. И не знам уште колку пати треба да ги спомнеме сите овие примери за да се одважат колегите, ама добро, ако една година им требаше да кажат барем неколку изговори зошто не го прифаќаат решението, а вчера на седница да молчат, место еве има можност истото да го соопштат, може ќе им треба уште една година да прогуглаат или да искористат вештачка интелигенција за да видат како имплементира светот вакви примери. Употребата на вакви талки ја актуализиравте по убиството на русица во Вилес, го споменавте и повеќе пати, но секојдневно сме сведоци на повеќе вакви случаи на семејно насилство и како и последната трагедија во Карпош. Сметате ли дека нешто можеше да биде различно, да се промени, да се спречат ваквите трагедии, некој од овие трагедии, ако ваквото законско решение беше донесено пред една година кога првично го поднесовте? Па тоа решение беше предложено на 1 април 2025, веднаш непосредно по ужасната трагедија која што се случи во Кочани, токму за да превенираме и да нема повеќе жртви, бидејќи тогаш кажувавме дека системот на превенција потфрли. Случајот со Русица дојде отпосле. За жал. Затоа велам дека можеби ако постоеше, немаше да биде уште едно од имињата кои што се наоѓаат на црната билансна листа на МВР. Ние не можеме само
отпосле, по случај на трагедија, да изразуваме жалење и да кажуваме дека од денеска ние работиме, па да формираме конференции со еден куп новинари, па да ги слушаме институциите. Пазете, таму имаш институции кои што вика, ама ние имаме стратегии, знаете, тие стојат во филка, треба да се имплементираат. Па кој ако не вие како институција која што направила стратегијата, кој треба да дојде да ве имплементира? Или треба подобро да се координираме? Па, аманта луѓе, седнете и координирајте се, мислам. Тоа е само купување на време и правење пиар дека нешто се постапува. Ако ние навистински сакаме да градиме систем на превенција, ние мораме да обезбедиме законски решенија и да ги имплементираме тие законски решенија. Каде потврдува системот? Македонија имплементираше Истанбулската конвенција, која што е основа за заштита на жртвите од семејно насилство. Споменавте и дека и кривичниот законник претрпи одредени измени, фемицидот беше воведен како кривично дело, меѓутоа секојдневно сме свидоци дека полицискиот билтен е исполнет со пријави за семејно насилство. Правиме ли доволно за заштита и каква порака испраќаме до самите жртви со одбивањето на вакви Па пораката е дека џаби да пријавите, после излегува дека сте дополнително жртва, што не сакам да биде така. Јас сум еден од луѓето кои што секогаш ги охрабрувала жените, па дури и мажи кои што се жртви на насилство, да го пријават тоа, бидејќи тоа не е ништо срамотно, туку системот треба да ви обезбеди заштита, што за жал во последните случаи потврли. Потврламе во неимплементацијата и непостапувањето и некажувањето на точно лицата кои што го заобиколиле, односно не постапиле согласно она што им е дадено како законска или подзаконска алатка. Ние во случајот, пак ја напоменам Росица од Велес, имаме директно потврлање на полицијата, иако таму јавното обвинителство дало налог дека треба да се следат контактите, имавме дека 11 службеници ќе бидат санкционирани, но јавноста до ден денес не знае дали против тие службеници се поведени дисциплински мерки, добиле отказни решенија, можеби треба да одговарат, и се додека се штитат луѓето кои што не ги имплементираат работите, не постапуваат по нив, ние ќе имаме генерална слика дека системот потврлил. Точно се знае која институција или кој внатре во институцијата на системот потврлил. Ќе преминеме и на една друга тема. Ненад Савевски од денеска ја превзема функцијата државен јавен обвинител, но вие вчера на собраниската седница не дадовте поддршка за неговиот избор, но одамна изјавивте дека на Македонија е потребен независен обвинител и некој кој што нема да се плаши да ги гони и државните функционери. Не препознавте во Савевски ваква личност? Вака, јас напоменав на седницата дека за мене она што остава сомнеш е начинот на кој што се вршеше сето тоа околу изборот на обвинител. Вие веднаш да отфрлите еден обвинител кој што Советот за јавни обвинители ви го предложил, за мене остава сомнеш дека вие барате човек кој што ќе биде померка на власта. Не може Советот на јавни обвинители да прифати дека некој ги исполнува условите, има добро CV, а вие така јавно да го дискредитирате, иако човекот има јавен интегритет, во конкретниот случај обвинителката Ристовска. За избраниот обвинител, јас лично човекот не го познавам, CV-то негово, кажав и во мојот говор, ветува многу, но она што е потребно за еден јавен обвинител не е само добро CV, да е добар правник, туку и да има храброст. Јас му посакувам успех на новиот јавен обвинител, но му посакувам многу храброст, бидејќи навистина има полни раце работа и дека ќе може да остане запаметен како обвинител, во чие што време не сме сведочале на еден куп застарени предмети, како што сме сведочале во изминатите 20 и нешто години, дека може да биде запаметен под областа да некогаш каже и не, и да не потпаѓа под политички притисоци и влијанија, и дека за мене ќе докаже дека е независен доколку се покаже дека и најмукните луѓе во оваа држава може да одговараат, дека нема да се чуваат предмети ниту за најголемите мукници, ниту за бизнис елитите, ниту пак како дојде некој предмет кој што ќе опфати функционери од актуелната власт. Во оваа насока во текот носењето на новиот закон за јавно обвинителство, ќе дадете ли поддршка и сметате ли дека ова ќе подобри борбата со криминалот и корупцијата, со оглед дека ова е еден од законите кој што е дел и од реформската агенда?
Така, жалам што повторно не се одважија да прифатат добар дел од амандманите кои што ги поднесовме како пратеници од опозицијата, затоа што истите ги инкорпорира забелешките на стручната јавност, кои што беа изнесени на јавната дебата, која јавна дебата беше многу задоцната затоа што вие правите јавна дискусија, од која што треба пратениците да ги видат забелешките на стручната фела и да поднесат амандмани, а во истиот ден истекува рокот за поднесување на амандмани. Тоа е правење на јавна расправа, колку да се каже дека еве и дадовме можност да дискутирате и да имате јавна расправа, но не се, таму произлегува многу добри забелешки. Овој закон не менува нешто суштински, например не го менува начинот на избор на јавниот обвинител. И мислам дека со сите овие реформски закони, бидејќи се доцни, сега па наеднаш многу се брза за да нема да не им се говори дека еве доцнат со реформската агенда и се прават исклучиво ради реда, бидејќи за вакви закони навистина треба опсежна дискусија, навистина треба време да се гледаат. Сега да, знам дека изговорот ќе биде, ама беше поставен на енер, имавте време и што еве ако имавме време, ги направивме амандманите и повторно не се прифаќаат. Но пак ќе кажам, ова се закони кои што треба навистина да обезбедат правда во Македонија и да го ослободат правосудниот систем од канџите во кој што беше заробен 30 на години. За крај само ќе ве прашам, вашиот коалициски партнер секојдневно обвинуваат дека Македонија е пред нова економска криза, се предлагаат и одредени мерки за заштита на стандардот на граѓаните. Ќе поддржите ли вакви мерки што вие лично сметате дека е потребно за да им се улесни на граѓаните? Така, и ЛДП реагираше веднаш на првото покачување на цените на нафтата на светските берзи. Баравме намалување на акцизата на гориво, на данокот. Некои држави ги посочивме како држави од регионот кои што ги замрзнаа цените на горивото и денеска веќе заедно со останатите пратеници од опозицијата, односно пратениците од Социјалдемократскиот сојуз, подпишавме закони кои што одат во насока на предлог мерки како да се справиме со кризата. Сметам дека не смееме да доцниме. Значи, ние алармираме веќе недела дена чинам дека ќе дојде до ова. Анализите покажуваат дека цената на нафтата можеби ќе стигне и до $200 барелот и ние не може да спиеме на тоа, утре ќе заврши и нема ништо да направиме или ајде ќе се јавува министерот за економија по приватните фирми и ќе им прави притисок да не ги покачуваат цените. Тоа не се сериозни мерки. Треба да се направи сериозна државна интервенција, доколку не сакаме да дојде до дополнително осиромашување на граѓаните. За кој ти благодарам за овој разговор. Благодарам.